Исти извештај на Европската комисија, негово различно толкување. Според владата, Брисел нотира дека е задржано темпото на напредок. Според опозицијата се констатира негрижа за спроведување на реформите, а според граѓанскиот сектор извештајот дава реалистична слика за ситуацијата во земјата со поизразен критичен тон за клучните реформски приоритети. Ден по објавувањето на Европскиот репорт, различните чинители во општеството излегоа со свое видување на заклучоците. Вице-премиерот за европски прашања вели дека има иста динамика на напредок или подобрување во 23 од вкупно 43 области и поглавја, додека во останатите 20 области има ограничен или помал напредок. Ова покажува дека и покрај сите внатрешни, но и надворешни предизвици и тешкиот контекст во кој што функциониравме во изминатава година и сите предизвици со кои се соочувавме, сепак имаме стабилен континуитет во вкупната подготвеност на земјата, што треба да биде поттик повеќе за сите нас за од денес до наредниот извештај на Европската комисија. Северна Македонија недвосмислено ја потврди стратешката определба кон Унијата во еден нов геополитички контекст, меѓу другото и со фактот што беше прва земја од регионот која се придружи кон сите осуди, санкции и рестриктивни мерки поврзани со руската агресија на Украина. Наспроти Маричич, опозицијата критикува дека владата го чита извештајот како што и одговара и тврди дека во него се покажува системска негрижа на власта за имплементирање на реформите. Главен заклучок на овој извештај, кој се однесува на работењето на властите, е дека владата во Македонија нема сериозна и суштинска посветеност на реформи. Постои недостаток на одлучни чекори за да се изгради моментум и да се продолжи процесот на преговори со Европската Унија. Владата прибегнува кон ад-хок иницијативи, кои ги заменуваат системските реформските пристапи. Од Finance Think, независен и непрофитен институт за економски истражувања и политики, осврнувајќи се на економските аспекти на извештајот на Европската комисија, анализираат дека во него се нотира отсуство на напредок во справувањето со сивата економија и дека мерките и стратегиите за подобрување на бизнис опкружувањето не се доволно систематски и конзистентни. Европската Унија од своја страна повикува на обединување на сите фактори во општеството, власт, опозиција, невладин и бизнис сектор, граѓани, се со цел забрзување на реформите. This is now a negotiating country. This carries with it many opportunities. Ова сега е земја која е во процесот на преговори, а тоа носи предизвици и многу можности, но и значи дека има итност во спроведување на реформите и има потреба од засилен динамизам за напредок во реформскиот процес. Забележливо е дека и во извештајот, но и во денешните и вчерашните настапи европските представници се доста критични кон отсуството на соработка во рамките на собранието, кое наместо да биде институција за конструктивна дебата и носење квалитетни законски решенија, се претвори во арена на политички кавги и блокади меѓу мнозинството и опозицијата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.